Почитувани, Зоран Заев и Стево Пендаровски се двете лица на иста паричка и тоа и самите го кажуваат. Ајде да погледнеме едно видео. Кога со Зоки ќе бидеме на едно 5-6 митинзи заедно, во остатокот нема ќе бидам јас сам, меѓутоа кога ќе му дозволуваат врските, тој ќе ни се придружува и кога е тој тука, ја навистина немам потреба да зборам за моите програмски и политички заложби, бидејќи сме исти, 102,5%, потполно исто. Ете, почитувани, слушнавте како Стево Пендаровски вели дека Зоран Заев може да зборува за неговите програмски определби и дека 102,5% се исти политички и дека имаат исти програмски цели, односно програмските цели и политиките се оние на Зоран Заев. Тоа што Стево Пендаровски го вели всушност значи дека Стево Пендаровски е за јадење живи луѓе и оставање на луѓето на улица. Додека поддржува криминал во кој царуваат компаниите на кланот, дека Стево Пендаровски поддржува непотизам и преполнување на администрацијата. Ова значи дека Стево Пендаровски одобрува трговија со влијание, односно селективна правда и трговија со правото и правдата за партиски цели. Ова значи дека Стево Пендаровски поддржува правосудство во пранги и јавно обвинителски систем во кој Заев и неговиот клан се недопирливи. Ова значи дека Стево Пендаровски поддржува обесчестување на гласот на граѓаните, било на локален референдум, државен референдум или пак гласање. Ова значи дека Стево Пендаровски поддржува систем за безбедност, ставен само во партиска заштита, додека убиство и покотници се секојдневна слика на улиците. Ова значи дека Стево Пендаровски поддржува целосна девастација и здравство бутнато во стечај. Ова значи дека Стево Пендаровски смета дека македонците во Грција зборуваат некој друг јазик различен од македонскиот и од грчкиот и дека тој се плаши и срами да одговори дали тие зборуваат македонски. Ова значи дека Стево Пендаровски е дел од лагата позната додека дишам, додека ме држи памет. Почитувани, Стево Пендаровски признава дека е продолжение на заевизмот. Кажувам, заборавам, негирам. Епа, почитувани на Македонија, и еден Заев е преголема тежина. Зоран Заев, премиер, се срами и ја крие химната на Република Македонија, ја крие гардата на Република Македонија. Исто како и Зоран Заев и Стево Пендаровски лаже дека идентитетот е забетониран, ама и тој се срами пред гости, државници од македонската химна. Тоа е исто како лагата, ние сме македонци, ама по дома. И химната може да си ја пееме тивко по дома, или пак затворени во сала. Почитувани, македонскиот уставен систем разликува и предвидува председател на државата и председател на владата. Премиерот го избира парламентот, председателот го избираат граѓаните. Неговиот легитимитет извира директно од граѓаните. Председателот има поинакви ингеренции, особено во меѓународните договори, во одбраната, но и како коректор на законските решенија на владата. Тој е чувар на законитоста, чувар на државата. Епа, почитувани, ако Заев и Стево Пендаровски се 102,5% исти, ако политиките се исти, тоа е отворено признавање дека Заев на овие избори трга по апсолутна власт. Председател нема да е Пендаровски, туку Заев за ништо долготрајно да не му застане на патот на криминалот, на заевизмот, на непотизмот, додека државата тоне со промашена економија, промашена политика, газење на човековите права, газење на демократијата и злоупотреба на системот за репресија врз граѓаните. Почитувани, Стево Пендаровски и Зоран Заев знаат дека им следи казна на заевизмот. На Македонија и на македонците им е потребна право и правдина. И како и во химната, тие за тоа ќе се изборат. Новие избори ќе се изборат за правда за Македонија, за правото за достоинство, правото на државни символи, обврската да биде интонирана државната химна секогаш и секаде. Ви благодарам.